Ставен под контрола големиот пожар во Пехчевско, но на терен се уште има дежурни екипи со цел да не се разгори повторно. Од утринава се реагира само од копно, бидејќи нема потреба од воздушна подршка. Но изгоре високо стеблеста борова шума, а штетите и последиците од пожарите дополнително ќе се утврдуваат. Пожарот е локализиран, се држи под контрола. Имаме нон-стоп дежурни екипи на терен, и мобилни и фиксни на таргетирани места, така да сега од сабајле имавме пак мало жариште, но е ставено под контрола. И од вчера во поплатените часови пожарот е под контрола, е локализиран, али сепак сме со резерва дека може пак да настане нешто. Во Кочанско пак и денеска се реагира во гаснењето на пожарот кај Пресека, кој во текот на вчерашниот ден се префрли на неколку села во Македонска Каменица. На терен се пожарникари, доброволци, припадници од национални шуми. ДПД Кочани заедно со територијална противпожарна единица на Кочани излегува со 9 пожарникари и 3 возила. На помош ни дојде екипа и од територијална противпожарна единица од Каменица и национални шуми Кочани со по едно возило. За жал не можевме да оставиме под контрола огром вчерашниот ден и имаше потреба од дополнителни луѓе и возила, така да некаде во 13 часот уште 2 екипи со по 4 пожарникари од ДПД Кочани и ТПВ Кочани со и 2 возила се упатија кон Пресека. Пожарот се прошири кон Цера и Дулица, така да и во денешниот ден се интервенира на истиот простор со 3 возила и 8 пожарникари од територијална противпожарна единица и ДПД Кочани, исто така пак се на терен национални шуми и територијалната од Каменица. На терен беше пуштено и новото возило на доброволното противпожарно друштво Кочани. Од друштвото апелираа до хуманите граѓани кои се во можност да донираат средства за возилото да може да се опреми и на тој начин да се делува во гасењето на пожарите.